и секој што сака да се организираме во чистење на нашата средина, дали се тоа чистење на паркови, чистење на депонии, чистење на, зборам некои си во населените места кај што има контейнери кои што не се чисти, дали тоа треба се пошумува некои места, дали било која работа која што дали како што го правеа са идејата ми се допадна за чистење на кејот на Вардар, бесплатно луѓе многу се заангажира најнормално без пари, ама секој сака да им биде чисти кејот, да им биде убав градот, од љубов кон градот, кон државата ќе се ангажираат, а пред се тоа е добро и за здравје, рекреација, да се најде малце место да се испукаат, што се вика физички луѓето да се изморат, не само да се седи на компјутер, а и младите и луѓето да се дружат, кој што е исто така социализација, што е само ако се седи дома веќе се асоциализираат луѓето, овака имаат многу голема користи од тоа и тоа дружење на работа. Спомнавте депонија. Како би го решиле проблемот со депониите, например? Знаете како... Може ли тоа да се реши? Јас за сите работи што зборам, ќе кажам дека ниту јас, ниту некој друг сакам во Македонија да измислуваме топла вода. Не. Во светот се е измислено. Како што е измислен изборниот систем со отворени листи, не го измислувам јас. Сакам да го спроведам пошто тој е најуспешен во светот. Во светот се справуваат луѓето со отпадот. Значи, има држави каде што не можеш да видиш ни хартивче на улиците и нели има селектиран отпад, има секако принцип. Сега најголемиот проблем каде е? Не е проблемот во тоа да се направи проект како тоа да се направи.